изминатата седница дознав дека безбедноста на граѓаните додека се движат по главните сообраќајници директно им зависи од семафори кои што се сервисираат со делови од отпад. И објаснувањето беше легитимно, едноставно прастари се, едноставно нема делови. Тоа можам да го прифатам, но не можам да прифатам дека општина како Куманово толку години, не зборувам само за сега, не може да изнајде средства да го реши овој проблем со нови семафори. Ова е нешто за што граѓаните константно реагираат. Мислам дека знаете, не само и до мене и на социјалните мрежи, дури и саркастично веќе, што станува смешно. Сега повторно гледам дека се предвидени средства во 2026 2.200.000 денари за одржување само, повторно нема средства за нови, но ме интересира само дали имате некоја пресметка, анализа, студија, било што колку би чинело да се сменат овие проблематични семафори на територијата на општина Куманово, дури ако нема и за сите, колку би чинело да се сменат, например, на крстосницата Трета македонска со народна револуција кај Рим Парис, каде што гравитираат многу автомобили, а и многу ученици и деца поменуваат на тие семафори секојдневно. Од страна на општина Куманово е распишан тендер, со претходната измена беа ставени 2.200.000 денари. Ќе се прават само замена на лантерни со одредени како викаме програми, како би можеле да работат непречано во наредниот период, се додека не се направи комплетно реконструкција на одредена раскрница. Вредноста која би требала, например, на Рим Парис, Народна револуција, би требала да чини од 6,5 до 7 милиони денари. Истата не е ставена во програма, затоа сега ќе одиме со замена на лантерни и оспособување за да немаме и да непречено функционираат, се додека не се направат и створат добри услови за реконструкција на самата раскрница. Зборувавте за тендер за одржување, така, за наредната година, дека тој ви е во постапка сега. Ме интересираше, рековте за една раскрсница колку чини, ме интересира дали општината има анализа за да ги смени сите проблематични и кога е временската рамка за тоа? За да се сменат сите, потребно прво да се изготви техничка документација, да се добие согласност од МВР Куманово, па дури тогаш може. А за да не, видејќи времето е малку проблематично, од страна на општина Куманово се уште тендерска документација не е направена за семафори, затоа одиме со санација на сам постоечка семафорна сигнализација и замена на лантерни со опрема. И затоа да пуштиме во функција. А за нова изградба, која ќе се направи техничка документација,